Така е, општествена сцена. Добро утро од мене, Александра Бубевска, а наша гостинка денеска е професорката Ана Мартиновска од Институтот за македонска литература. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро. Вие утре имате една интересна промоција на зборник трудови под наслов Културата на распродажба. Со поднаслов Конзумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти. Тоа е оваа книга во која што се застапени текстови на повеќе автори, некои од вашиот институт, но некои и надворешни. Па ве молам, од каде потребата сега да се зборува за културата на распродажба? Во Институтот за македонска литература имаме културолошки студии, во рамки на кои често правиме научни конференции од овој тип. Најпрвен беше една за популарната култура, потоа за критиката и молкот, односно отсуството на критика, и ова дојде некако како трет проект во кој размислуваме заедно со нашите постдипломци и докторанти за актуелните и провокативни прашања од областа на културата, кои сакаме да ги издебатираме, за кои сакаме да поразговараме. Тоа беше една академска конференција во институтот, меѓутоа отворена и за една поширока јавност. Ние инсистиравме на тоа во неа да учествуваат и луѓе од издаваштвото, од други сфери на културата, подеднакво со научните кадри и сите заедно да разговараме за нешто што сметавме дека е во моментот на вистина актуелно прашање, односно таа врска на културата и економијата, на пазарното општество, конечно на потрошувачкото општество во кое што живееме. Културата се разбира е одраз на општеството во кое што се развива, нераскинливо е поврзана и дури ги засилува оние општествени појави и феномени, позасилено се гледаат низ културата и културните продукти. Како ги коментирате сега, во каква состојба е културата? Културата на вистина и по дефиниција, онака како што културолошките студии ја дефинираат, го опфаќа тој севкупниот начин на живот, значи се создава во општеството, во спрега со тие односи на моќ кои што постојат во општеството и се разбира ги репрезентира потоа на свој начин. Така да не можеме да зборуваме за култура ако не зборуваме за севкупната состојба во општеството во кое што живееме. Од тука се разбира културата е репрезент на се она што се случува и на глобалната, да речам, сцена, значи сите процеси кои што ни доаѓаат и од надвор, глобализацијата и влијанието на технологијата и така, меѓутоа и на локалните околности во кои се развива културата кај нас. Пред да поминеме на овие светски феномени кои што се некако општи барем за западниот свет, поразвиениот, така наречен западен свет, да зборуваме малку и за локалните феномени, како што ги нарекувате. Сега во тек знаете, беше објавен конкурсот на Министерството за култура за проектот Национален интерес и така натаму. Главните критики, главните забелешки се дека се тие резултат на некакви партиски поделби. И воопшто, кога се зборува за културата меѓу другите работи, се зборува за таа партизација во културата. Предпоставувам дека во сите сфери на живењето кај нас не можеме да избегнеме некакво влијание на политиката или партизација. Меѓутоа јас лично не можам да сведочам до кој степен и каде е тоа. Јас знам дека секогаш во комисиите на тие конкурси во Министерството за култура има професионалци од нашата област. И јас сакам да верувам во нивната професионалност, во нивната стручност и во нивната желба да ги изберат најдобрите производи. Меѓутоа, мислам дека и целата култура кај нас се потпира само на таа помош од Министерството. Знам дека бројот на пријавени е огромен, не знам, зборува за 1600, мислам, пријавени. Нешто што и физички, да речеме, една комисија не знам како успева во 1 или 2 месеци да ги прегледа сите тие пријави. Проблемот по мене е подлабок, значи не се пријавуваат врз основа на една рецензија или само на опис на тоа што ќе содржи проектот, што по мене не е доволно. Значи недостасува некаква посериозна програма однапред направена, некои поизострени критериуми кои што ќе направат сите потоа овие дебати отпосле да ги решаваме однапред. Така.
Сега што се однесува на ова што го нарекуваме нели општи светски феномени, е тоа дека дебатата од реалниот живот, нели во живо, се префрли на социјалните мрежи. Дали и таму критички, наводно критички, се промислуваат некои феномени, некои појави во општеството, се дебатира. Но дали тоа носи резултати? Дали тоа помага за развој на критичкото размислување? За жал, мислам дека повторно ги мешаме нештата. Социјалните мрежи донесоа известна демократизација и во однос на пристапноста на културата, да речеме, се отворија, нели, се појавија сега некои нови писатели, поети кои најдоа некое ново поле каде што можат да ги презентираат своите дела за да стигнат до поширока публика, и во тој сегмент тоа е во ред. Во однос на критиката, тие дебати кои се водат на социјалните мрежи најчесто бегаат од фокусот. Тоа не се втемелени повторно на некакви вредносни аксиолошки критериуми, на естетски критериуми. Туку зборуваме за културата паушално водени од некакви лични интереси, од тоа кој колку слушнал, дослушнал, недослушнал, кој колку знае конечно. И мислам дека тоа не може да биде никаква замена за потребата од критика во класичните медиуми, нели, од сите видови и електронски, се разбира. Таму критиката веќе одамна нема. И културата, за жал, ја има многу малку во некакви трошки кои не се ни од прилика доволни. Добро, што е она што вие и во зборникот го оценувате како некако најактуелен или најжежок проблем кога се работи за токму за оваа тема, бидејќи и насловот е прилично вака провокативен, културата на распродажба? Па живееме во општество во кое се е на продажба, вклучително нели и културата, и меѓутоа ние сакавме да означиме дека тоа само по себе не е проблем. Значи културата отсекогаш имала потреба од мецени, и комерцијализацијата сама по себе не е ниту добар ниту лош феномен. Проблем е кога таа станува единствен критериум по кој ги вреднуваме културните продукти. Се разбира, зборувавме за многу сериозни теми, за хиперпродукцијата која што ни се случува, за се она што е маркетиншки, пиар, разни рекламни трикови кои што имаат потреба, нели, кои имаат цел да ја продадат културата или културниот продукт, меѓутоа кај нив тука застанува приказната. Нас како луѓе кои се занимаваме со културата не интересира и она што доаѓа по починот на продажбата на една книга, да речеме, нели, кој ја чита, како ја доживува таа книга, дали таа книга останува во каноните на книжевната како да речем, на книжевниот канон во земјата, дали ќе ги преведу, кои од тие дела ќе ги преведеме и ќе ги презентираме како наше творештво надвор. Значи, цели едни процеси кои што во моментот, за жал, не се предмет на некаков поширок интерес, освен на некаква наша мала затворена академска средина. Да, често пати кога се критикува од тој аспект, дека се е реклама, се е промоција. Ако зборувате за некој културен производ, дека всушност му правите реклама. Рекламата не е спорна. Тоа е еден од начините културниот производ да стигне до публиката. И за мене тоа не е проблем. Се разбира дека во новото време ние мораме да ги користиме новите алатки кои ни се дадени за да ја промовираме културата. Меѓутоа, повторно ќе речам, не може да биде целта единствено да се продаде нешто. Уметноста и културата мораат да имаат и повисока цел. Така е. Исто така се актуелни се уште кај нас, макар во светот не толку, тие дебати околу високата култура и ниската култура, односно дека се строго поделени. Ако е тоа некој концерт на забавен пеач, тогаш тоа нема културна вредност, а ако е тоа, не знам, дело или изложба на некој странски уметник, тогаш има. Па, мислам дека таа
поделбата е веќе надмината, доминантно, иако кај нас, благодарејќи на претходниот социјалистички систем, имаше и од секогаш имало тенденции високата култура сепак да биде пристапна, да не речем и бесплатна за една поширока публика, а не само за една мала група на одбрани, едуцирани посетители. Проблемот е во поставување на вредносните критериуми внатре во групата. Една од омилените лекции мои од првите лекции со студентите е дека значи една поп песна нема амбиции да биде симфонија. Значи ние не можеме да кажеме за поп песната дека е неуспешен обид да се напише симфонија. Ние мораме да ги поставуваме вредносните критериуми внатре во рамките на жанрот и потоа од таа хиперпродукција на поп музика да издвоиме дали има нешто што е добро или подобро од другите или не. Едноставно да не ги мешаме нештата, точно да се знае што е што, а потоа вредноста да ја бараме внатре во групата. Дали треба да се воведе повеќе образование токму за овие прашања за културолошките феномени и воопшто за културологијата во училиштата? Апсолутно. Мислам дека образованието е една од клучните алатки во стекнување на сенс за сите овие културни процеси. За жал, мислам дека културата, уметноста воопшто во образовниот систем во сите нивоа е многу малку застапен. Сега скоро слушнав ова не ми се докрајни анализирани тие состојби дека оние кои слушаат ликовна уметност не слушаат музичка и обратно, дека значи во училиштата дури и младите не добиваат ни некаква основа во однос на сите уметности. А ние треба кај нив да развиваме таа потреба од култура и да го развиваме конечно тој вкус за препознавање на вредностите во културата. И она што е најважно, преку културата ги учиме критички да размислуваат, дека не се треба да се прима, папагалски да се повторува, туку дека треба да бидат активни во промислувањето на процесите кои ни се случуваат. Ви благодарам многу што бевте гостинка во утрински брифинг. Имаме уште многу теми, се надевам дека повторно ќе дојдете кај нас. Ви благодарам на поканата.